почнува без тебе, но дали мислиш на мене? Кажи ми, мила, аз да знам, от твоето сърце дали постоям. Ангели и демони, на чия страна сега си, но дали райот постои? Айде сега кажи ми. Ангели и демони, нас ме вкаят сълзи, ой, свет знай не отрози, но рай дали постои? И нова нощ, а ти пак мене не си, но знам ти сега сама си. Кажи ми, моя най-мила, дали вреди любов искрена? Ангели и демони, на чия страна сега си, но дали райот постои? Айде сега кажи ми. Ангели и демони, нас ме вкаят сълзи, ой, свет знай не отрози, но рай дали постои? Во нощта сам аз пътувам и без тебе би сънувал. И аз и ти, гушна ти, некъде во райот заспани. Ангели и демони, на чия страна сега си, дали райот постои? Айде сега кажи ми. Ангели и демони, нас ме вкаили сълзи, ой, свет знай не отрози, но рай дали постои? Ангели и демони, на чия страна сега си, но дали райот постои? Айде сега кажи ми. Ангели и демони, нас ме вкаят сълзи, ой, свет знай не отрози, но рай дали постои? Почитувани мои, од ова што го видовте и слушнавте, предпоставувате кој е мојот вечерашен гост. Тој е овде со мене. Станува збор за Зоран Илиев. Добра вечер и добре дојде Благо. Добро вечер, Биле. Благодарам за поканата во вашата емисија. Баш ми е драго што сум за прв пат во твојата емисија и се надевам дека ќе биде добро. Се надевам дека нема да е последен пат. Па, дај Боже да не е последен. Она што го видоа гледачите пред да го започнеме разговорот е спотот од твојата песна Ангели и демони, со која што победи во 2011 година на Макфест. Па да, тоа е веќе одамна, да кажеме. Тоа е мој прв спот. Тоа е втор спот, најверојатно. Да, втор спот. Тоа беше 2011 година, веќе е поодамна како што кажав, така да се надевам дека во најскоро време ќе имам нешто сосема ново за вашата емисија. Како дојде до тоа да ја испееш Ангели и демони на Макфест и да победиш? Да ти кажам, ево, мислам дека го немам кажам на телевизија, ќе биде за тебе ексклузивно и за вашата емисија. Сосема случајно. Значи, дури тогаш сватив дека најслучајните работи се најслатки најверојатно. Песната беше, авторот на песната Кирија Акимов. Тоа беше рап песна, направена во која требаше аз да го пеам рефренот само. И тие да рапуваат околу, знаеш, строфите да бидат рап. Но не знам како се случи, ни текна на двајцата, ајде да направиме песна, поп песна да направиме, пошто некако не ни се некои работи совпаѓаа, најверојатно рапот и музика, не знам како беше, не се ни сеќавам до детали точно. Ајде да пробаме да направиме поп песна, да направиме строфи, да изменеме нешто во рефренот, ова, она, музика. И така додевме до идеја, конечна идеја имавме. И ја собрав и другата екипа околу песната, тоа се исто Панчи Илиев, Илија Ќосевски, кој ја направија, има удел и во музиката и во аранжманот, значи сите тројца
заедно со мене, направивме и добар текст и така излезе се комплетно и ја испративме песната. Чија беше дека идејата да ја испратите на Макфест? А пред се моја. Јас уште како мал сум замислувал дека можеби некој ден ќе испеам на некој фестивал, без разлика дали е Макфест или некој друг, но пошто сум од Штип, Штипјанец, секој на ум ми е прво Макфест. Така и кажав како ајде да ја пратиме на Макфест, знаеш, од кај знаеш може би не примат. И ја испративме на Макфест, мислам дека бевме последни во конкурсот, значи веќе конкурсот беше започнат и имаше место за уште само една песна. Така слушнав тогаш муавет. И како окей, има место за уште една песна, испратите, ако е окей песната, ќе ја примаме, ако не е, здраве Божи. И ја пративме песната, ми се јавија после 2 недели дека ќе прима на песната. Имавме среќа, да. После не испративме, но ние прима песната. И после натаму тоа другото се, не знам, од Господ најверојатно, пошто 2 награди да земеш на Макфест е, мислам, доста добар успех и голем успех за мене и за мојот тим што беше тогаш зад мене. Очекуваше ли награда или ја испрати чисто колку да учествуваш чисто, на значи, фестивалот? Најискрено, мислам сите мои блиски кои што ме знаат мене, ја знаат буквално како е била целата приказна. Значи испративме песната со цел да ќе учествуваме на фестивал, значи немавме ни намера, мислам, не сме ни замислувавме дека ќе земеме награда, ни па сум јас помислил, ни па тие. Во првата вечер, кога беше дебитантската вечер, бев прво место од публика и автоматски влеговме во финале. И така да после првата вечер очекувавме да земеме некоја награда, можеби само за најдобар дебитант, пошто бев најдобар дебитант во дебитантската вечер, првата вечер. И така на муабет можеби ќе ни дадат награда за најдобар дебитант, ама ништо не бевме фокусирани кон тоа, повеќе јас најмногу бев фокусиран кон тоа да испеам добро, да ја донесам на публиката песната и да се слуша песната, мислам тоа е најбитно во целата ситуација. Не е битно дали ќе земеш награда, има многу песни што не се земале награди, се останале хитови, евергрини, па се надам дека и мојата песна ќе биде добро запамтена. Победи на дебитантската вечер, победи на финалната вечер. Сеќаваш ли на чувството кое те обзема во моментот кога соопштија дека токму ти си победникот на Макфест 2011? Значи бевме во бекстејџот и тогаш беше уметнички директор Јован Иванов. И тој дојде, јас свирев нешто на гитара, мислам не дека знам да свирам на гитара, докато се трудев нешто, учев од колеги до мене, ево, чисто онака. Да разбиеш теренот. Не да разбием тема, на мобет, ова како е акорди, нешто таков мобет правевме, се сеќавам. И до Јован Иванов ми вика, Зоран, ти си победник на фестивалот. И јас, значи, буквално пот ме облеа буквално, значи ти кажувам, како што се сеќавам тоа беше чувство што од тогаш нааму го немам почувствувано никогаш повеќе. Се надам дека пак ќе го почувствувам некој друг фестивал или да победиш. Тоа му посакувам на секој искрено. И викам сега, сериозен ли си или е шала? Не бе брат, ти си и ми честите, јас станав тука ми честитаат сите. Еј, вика заборави, вика и ти си вика и најдобар дебитант на фестивалот. Викам чекај бе сега, знаеш. Буквално јас одам дај со победник да видам. Прв пат застануваш на сцена на некој фестивал, фактички беше дебитант. втор пат, претходната година бев на М2, тоа беше едно преубаво шоу. Во универзална сала беше финалето на М2, ова беше второ искуство, но не знам. На мојот ми беше на фестивал. На фестивал официјален во Македонија, прв пат бев. Признат со традиција од многу одамна, да. Многу со традиција, со долгогодишна традиција и се надевам дека ќе биде уште многу години. И така ми соопштија за двете награди и буквално ми се тресеа раците, нозите, пот и не знам што да направам, но дури тие моменти сега ако си помислам како да ми се избришени од год, не се сеќавам искрено што се е случувало. Така е, тоа е. Така е, тоа е. Ама малку на текстот штирски, нема проблем. На текстот на песната за повторно да ја испееш, нели, пред крајот на фестивалот се. Па да, ја испеа пуште еднаш. Тремата не ти направи возбудата, не ти направи мислам дека имав проблем. и солзи радосници, испеав песната со солзи радосници буквално ти кажувам, така беше, мислам има снимки. Тоа се гледа доста добро и тоа е. И што после фестивалот? Што се случуваше? Дали ти ги После отвори фестивалот вратите на естрадната сцена овде во Македонија? Па искрен да бидам, после фестивалот се промени работи, у смисол повеќе ме запозна публиката во Македонија. Значи не е било ништо кој знае колку посебно реален да бидам, но е доволно барем за мене, бидејќи знам дека секоја работа мора да има многу труд. Значи ништо не може да се случи преку ноќ. И денешните шоуа што се модерни во последно време се случуваат
значи се добива некоја слава, ама мислам дека таа слава пак е моментална. И така да променија доста работи. Кај мене ме запозна публиката од цела Македонија и најблагодарен од се сум на сите што успеав да го правам тоа што го сакам. Значи се фокусирав кон ноќните настапи. Тоа ми беше како Имаше цел покани некоја. од сите Па имаше страни, од покани цела доста, Македонија. Од најдобрите, мислам, најдобрите локали во Македонија и така до уште ден денес го држам тоа и баш сум среќен заради тоа. Спомна М2. Како дојде до тоа да учествуваш на М2? М2, сите знаеме М2, Елена Ламбе, доста Така, звезди така, си се од таму. И тоа беше чисто, имаше на телевизија реклама, ќе има М2 за млади звезди. Пак конкурс. Пак конкурс исто, нели се. И зошто да не пробам, знаеш, буквално беше баш така, зошто да не пробам. И јас од кај знаеш, може ќе влезнам во финале, може. И поминав таму, не знам, имаше многу кандидати, не си ни сеќавам колку. Прво одбраа 60 кандидати, па се намалуваше бројот и стигнаа до 10. На тие 10 што бевме во финале, на сите и направија по една песна. Прва песна ми е на пола пат, баш од М2. Дарко Димитров е комплетен автор на се. И така да тоа ми беше прво официјално искуство некое на повисоко ниво, да кажам. Така. Имаш ли, како да кажам, музичка подлога? Дали си се занимавал претходно со музика? Дали си посетувал музичко училиште или часови за пеење кај некој? Значи, на моја многу мала возраст, мислам дека бев 6 години. Не мислам, туку сигурно бев 6 години. Ова го знаат исто само другарите, кај тебе многу ексклузивни работи. Одлично, ти благодарам. Отидов да се запишам ниже музичка школа. Имаше другари од моето мало кои што учеа веќе, ама беше мај месец. И сега во мај месец не се вршат уписи нормално, сите уписи се во септември. Јас од преголема желба, не ми текна и јас ќе одам на музичко. Од многу мали нозе пратев музика, буквално пеев дома. Заедно со мојата мајка и татко. Мајка ми пее преубаво, еве ќе ја поздравам. Ќе те оставам да седиш уште 1-2 часа, имаше 3 часа, мислам, не се сеќавам како е бил бев пред 20 години. И јас буквално бев среќен што можам да останам на тие 2 часа. И си заминавме после заедно со другарите. Требаше да одам во септември да се запишам. Истата година во август слушам на телевизија дека ќе вршат уписи на млади фудбалери, 88 и 89 генерација родени. И јас буквално викам, јас ќе бидам фудбалер. Значи, тоа ми беше секако желба. Музичкото училиште. Музичкото училиште го заборавив тогаш во тој момент буквално се и татко ми имаше купено, тој тогаш одеше на времето во Турција, во Бугарија. Ми имаше купено сајзер, тарабука, армоника, имав многу инструменти и му кажа, тато, продавај се, копачки, толку е мало. Фудбал ќе играм, да. Ќе играм фудбал и музичкото го оставив на некој начин, но не престанав да пеам. Дома сум си пеел како сите млади деца што слушаат модерни музики, па и не знам тогаш тоа време Весело Штурче, Златно Славече, тие беа доста популарни фестивали. Зборам за детски песни. И тоа продолжи така да паралелно со спортот и тренирав фудбал 15 години. За жал не успеав многу таму. Не оствари кариера. Па не оствари кариера, бидејќи на многу мали години се повредив, имав една сериозна повреда и морав да се тргнам од тоа. Но пред да се случи сето тоа, со едно моје добро пријателче, сега е професор во музичката школа, Иван се вика, еве ќе го поздравам и него. Како на шала, ајбе брат, да почнеме да пееме некаде оде во Штип. А ние значи секојдневно бевме заедно. Секакви песни сме слушале се, ќе направиме репертоар. Само ги слушавте или пробувавте да ги пеете, ги вежбате на некој начин? Да ги вежбаме, да ги слушаме едноставно. Тој свирише сајзер и имаше дома добра опрема. Миксета солидна, микрофони, не знам, 2-3, звучници добри. И ќе направиме репертоар, тоа ни беше цело да направиме и секој ден кај него. Песните, пее се песни, не знам колку беа, ги спремавме и викам, чекај сега, зашо ги спремаме, само немаме за каде, знаеш, ќе прашаме во некој локал во Штип. И така, буквално, здраво, значи не ни беше ни битно дали пари ќе ни дадат, ни знаеш, секој почеток е... Ентузијасти, да. Чисто да видиме како ќе биде, да, за кеф, буквално. И ќе пробаме дали ќе, може ќе сака некој, знаеш. И отидовме од 2-3 локала, едниот локал
Вика, важи, знаеш, не е проблем колко пари, викам, не е битно, за озвучение само да има, знаеш, нормално, това е... Скромно. Скромно. Много бехме и млади, 18, 19, 17, не знам колко години, 17-18 от прилика. И ай така, пробвахме и забава, топ, какво цел живо да сме го правили това. И пак не вика, ай пак следната недела и така се проширивме некако. Пото имахме още един член, зедовме со нас. И той е сега професор во музичката школа, значи имам среќа што сум на некој начин моите почетоци се професори околу мене, значи се образовани луѓе што ми кажале доста работи. Професионалци. Да, професионалци за тие години што биле. Еве Тони ќе го поздрави него и така функционираме тројцата заедно. Некое време, потоа направивме бенд. Значи со гитари, тапани. Ајде веќе кога почнем со честитки, мислам со поздравите. И поздравам и Јоце Арето, Виктор Манев, Тодор Стефанов, еве поздрав до сите и Баже да не го забравам, тој свиреше бас гитара со нас едно време. И така да таа екипа почнавме да функционираме на доста добро за тоа време. Функциониравме и имавме доста свирки и надвор од Почтип во другите градови. И потоа се случи и Макфест и се и продолживме така да свириме и свиревме не знам колку време точно свиревме, ама доста долго време беше. Колку време свиревте, ќе се сетиш во меѓувреме. Сега да ја слушнеме прво песната која што ја спомна пред малку, како беше на пола пат. Првата песна, да, твојата прва песна на пола пат ќе ја слушнеме, ќе ја слушнат нашите гледачи, а потоа ќе продолжиме малку Зоки да се сети каде се има настапувано со неговиот бенд и ќе разговараме исто така каде се настапува сега и дали повторно ќе го видиме на Макфест оваа година. Чувствувам близко, иако некаде далеко. Сега си, а кога ли беше ти близко, јас немав храброст да ти придам. Иако погледот кажува се, сепак јас какво ли машко ќе бе. Кога ќе сакав да кажам бар збор, трема ме тресеше. Каде си ти, каде сум јас, што ли се има помеѓу нас? Таму си ти, а тука сум јас, дај да се гушнеме на пола пат. Еве ме сега, на надпревар пејам, се надевам, ке успеам. И токму баш сега, пред камери стојам и кажувам, што чувствувам. Ако ме гледаш, насмевни се, но љубов не признава никаков срам. Ако ме слушаш, потруди се, душо пронајди ме. Каде си ти, каде сум јас, што ли се има помеѓу нас? Таму си ти, а тука сум јас, дај да се гушнеме на пола пат. Каде си ти, каде сум јас, што ли се има помеѓу нас? Таму си ти, а тука сум јас, дај да се гушнеме на пола пат.
слушаш, потруди се, душо пронајди ме. Каде си ти, каде сум јас, што ли се има помеѓу нас? Таму си ти, а тука сум јас, дај да се гушнеме на пола пат. Ги спомнам браќата, Аревци, Да. како што се познати во Штип, Баже, Маната, Да. како бенд. Каде се Па настапувавме во и доста дали градови. само во Штип или и Не, во не, не. други градови, да? Почнавме во Штип, завршивме дури до Охрид, значи сме били и дури до таму, Прилеп, Охрид, Битола, Велес, Гевгелија, на многу, во најдобрите локали сме били во Македонија. И така функциониравме, не знам колку, 2-3 години. Како ви прифаќаа секаде? Добри ли забави правевте во тој контекст? Значи немам коментар за забавите што ги правевме, тие се професионалци пред се и како што ти кажав, имав среќа што почнав со професионалци, бидејќи ми кажаа и се уште ми кажуваат доста работи, исто сега и јас после 6 години веќе како се занимавам со музика, значи јас веќе сватив дека тие работи тие што ми кажувале се така. Кога сум бил помал, ова не е така, знаеш, ама стварно било така. Така да баш сум и благодарен заради тоа. Сега веќе јас можам да кажувам на некој што е по-неискусен и помал од мене. И го правам тоа доста често. И така да, како што ти кажав, свиревме 2-3 години заедно. Потоа се разделивме од причини што, тоест немаше некоја причина меѓу нас, но работата едноставно од целата држава малце беше падната. Ја ние бевме 4-5 души, зависи кога како. И мораше да најдеме начин да Слабо се плаќаше. едноставно да заработиме повеќе, мораше да најдеме начин, бидејќи не ни се исплаќаше да одиме до Охрид за некои минимални пари или било кој друга. Да, со се Имаше опрема, места, се имаше превоз, места треба. каде што не плаќаа доста добро. На тоа пред се беа дискотеки кои што можеа да си дозволат поголема сума. А во кафичи, бидејќи кафичи знаеме дека си помали, не се плаќаа карти и такви работи, може и нормално да Да, е тоа единствено така. заработка од пијалокот, Да, од единствено продажбата на и пијалокот. така се договоривме да се разделиме на другарски начин, буквално. И ден денес се уште живееме. Здрави Боже, ќе свириме заедно, пак знам дека ќе биде тоа. И секој си најде повторно своето место некаде, така да и јас. Сега свирам веќе 3 години со мој колега од Кавадарци, Тимче, еве ќе го поздравам и него. Заедно функционираме 3 години, доста добро и така. И со него исто патувате низ повеќе градови. Па низ бараат. многу градови, низ многу, значи буквално многу. Кавадарци, Гевгелија, овде во Штип свиреме, Приле, како што ти кажав, Битола, Охрид, Велес, секаде буквално. Буквално секаде. Како минат годините, како мина искуството, како минат повеќе забави, се не бараат од повеќе места. Значи доста свиреме и приватни забави. Буквално на секаква можна забава ја ме свиреме. Добриот глас далеко се слуша. Па се надам дека е така. За во Македонија барем сега за сега. Како што спомнав пред да ја слушнеме втората песна, ќе разговараме и за тоа дали минатата година беше повторно на Макфест. Бев на Макфест, да, и минатата година. Со една преубава песна, Ако не ми требаш, завршив 5-то место лани. Значи исто отидов како пред 5 години, со цел да испеам само добро и да влезам во финале. Тоа ми беше целта, таа цел ја остварив. Мислев дека можам да котирам и доста подобро, но и 5-то Зошто место мислам... мислиш дека така? Имаше ли песни кои што беа да не се навредиш, не по-добри од твоите или некои сценски Значи сега не сум настапи? компетентен јас да кажам која Твое песна мислење колку е лично, била не. добра. Според мој слух, мислев дека, значи да не бидам сега, може нема да бидам скромен, но мислев дека песната како песна требаше да заврши барем до 3-то место. Тоа е моје мислење.
да не ме сватат гледачите погрешно, но секој со својата среќа, можеби некој мислел и во 2011 дека ќе земе награда, па јас сум взел, така да многу е битно да имаш среќа во тие моменти. Со која Среќата е подготвуваше песната? Песната е работи со Столе Аврамов од Кавадарци, исто многу добар музичар, мој колега. Го поздравуваме и Го Столе. поздравуваме и Столе. Да, па веќе нели Да, да тргне можеме сите. со честитки за поздрав. Значи со него имам и уште 2-3 песни снимано, стоат како демо снимки. Се надам дека ќе ги пласираме добро во јавноста. Чекаме подобри времења, како што викаме ние, да најдеме некој спонзорче, она бидејќи сам да се финансираше многу тешко, искрено. Нема, како да кажам, нема цел некој ако се сам финансираш. Подобро е, мислам, да те финансира некој спонзор што ќе може да ти овозможи да направиш и спот и да снимаш во добро студио, паралелно ќе го изрекламираш и него. Значи тоа е моje мислење. Мислам дека така функционираат светските звезди. Колку се расположени овде во Македонија те предпријатија, некои такви поголеми, за да учествуваат, да спонзорираат? Доста малку. Како што има досега, да не се пожелам за мојот спот Ангели и демони, имаше неколку фирми што Излегува во пресред? Излегува во пресред, да. Собрав доволно пари колку што ми треба. Од тогаш наваму сум пробал на 2-3 места, но за жал не е успешно. Но се надам дека ќе биде успешно еден ден. Па ја да еме со оглед на квалитетниот глас кој го имаш, да упатиме еден повик до оние што можат да... Значи не е се во гласот за да бидеш добар пеач, познат барем за нашите простори, не е се во гласот. Има многу други фактори. Рекламата едноставно на одредена пеачка или пеач е најбитно. Мислам дека е повеќе битно од тоа колку е квалитетна. Во Македонија има, јас лично познавам пеачи и пеачки што се буквално на светско ниво, а не пеат никаде. Седат дома, пошто немат ни песна, немат ништо, едноставно немаат средства за да се не средства, нема и кај рекламираат, нас некоја, како да кажам, да има некое шоу на ниво да се направи, тие млади таленти да се презентират на јавноста. Нема нешто, фалени у Македонија тоа. Мислам дека после Тоше Проески, откако загина, дека цела естрада ни падна во вода. Барем така мислам јас. Не дека буквално цела, ама доста нивото на квалитетот ни падна. Тоше ги држеше работите како што треба и даде во Македонија некој правец на музика. Сите го следевме тој правец и тоа е моје мислење, да не ме сватат гледачите погрешно, но мислам дека е така. После него е, значи ден денес уште се слушаат неговите песни, пошто се и квалитетни и таков гласки се слуша, мислам. Таков пеач му фали на Македонија, за да повторно да биде на повисоко ниво. Што имате на репертоарот на вашите настапи? Што е оно што сакаат? Претпоставувам свирите во дискотеки или во кафулиња каде што излегуваат претежно млади? Буквално секаква музика. Значи сега во последно време се доста популарни звезде Гранда и тие пинкови звезди, не знам какви се шоуа, за жал надвор од Македонија што се. А македонската песна некако не македонската песна има сега. Во Македонија има многу квалитетни песни, значи македонците како земја ние сме многу талентирани, без разлика дали е спорт, музика, значи јас мислам така дека сме доста талентирани, но немаме простор или немаме шанса да се пласираме некаде барем малку по... Многу работи треба да се сменат за да тој квалитет, без разлика дали е спорт, дали е музика, дали е нешто друго, да го пласираме надвор од нашите граници. Познавам спортисти исто во Македонија, во Штип, што се буквално на светско ниво, а не можат да направат нешто, бидејќи мора на некој начин да се изрекламират и изфинансират и буквално да се направи добра екипа за да биде надвор од нашите граници. Тоа е. Така. Макфест 2016. Испратили годинава песна? Испратив годинава песна и за жал ми одбија песната. Ова не може да го кажам, ова ќе го кажам. Песната е преубава, значи буквално преубава, ми одбија песната, не знам од кои причини. Можеби не требало да го кажам на телевизија, но таа си е моја песна и можам да си кажам кај ми е. Песната беше одбиена и од Скопски и од Макфест. Можеби ги знам причините, но не е битно, нема потреба да ги кажам.
А песната е преубава, значи знам дека ќе дојде ред кога ќе таа песна ќе се изведе во јавноста и тогаш ќе слушне јавноста и тогаш ќе кажем пак дека таа била песна одбиена од 2 фестивала и нека ја слушнат слушателите и нека одлучат дали е била за фестивалот, дали не е била. Моje мислење е дека вреди. Барем за тие наши 2 фестивала. Причините ги знаеш, нема да инсистирам Точно. да кажуваш. Па може би еднаш си победил, си бил дебитант, си победил минатата година, пак доби награда, па сега иде предпоставувам и јас. Нема врска тоа со награди и со значи има пејачи во Македонија што се пееле преку 30 пати на Макфест. Нема правило за тоа колку пати можеш да учествуваш на фестивал. Ако имаш добра песна, може и секоја година да учествуваш. Ако немаш добра песна, нема да учествуваш. Може би и Јас одредени мислам, предиспозиции значи, имале. не тврдам дека е така, но сум убеден 100% дека песната заслужуваше барем да биде испеана на фестивалот, ако ништо друго. А ја подготвуваш овака да... Па најверојатно се така ќе слушне? излезе, да, најверојатно песната е дует. Александра од Неготина се вика девојчето, преубаво пее. Исто авторот не е исти Столе Аврамов што ми ја правеше песната од минатата година и така да ќе си дојде време и за таа песна. Кога пред да ја почнеме емисијава, зборувавме нели дека ќе ги видиме двата спота твои и дека нешто ќе не испееш акапела вака во живо. да, зборавме, Има ли ама шанси не- токму таа песна бидејќи ете во моментот не ни текнуваше која точно? Па не, искрено сега или- таа песна да ја испеам овде, не дека не сакам, но не смеам да ја испеам, бидејќи песната не е излезена во јавност. А да пеам песна што не е пуштена веќе, едноставно не смеам од авторски причини, мислам дека ме сваќаш. Така да не знам која песна да ја испеам. Не ми Ајде тек... ќе продолжиме со разговорот во Ај, ќе ми меѓувреме, текне може би во во меѓувреме меѓувреме ќе ќе ми ти текне. текне. Рече дека настапуваш низ повеќе градови во Македонија, во Штип каде може да те слушаат, да те гледаат? Во Штип доста често пеам во да ги спомнам локалите, смеам, нели? Па не. Добро, во Штип пеам доста често, во 3-4 локали и така да сум доста добро прифатен од штипјани. Јавно и се заблагодарувам на сите. Секогаш кога пеам во Штип има доста публика, доста убава публика, тоа е многу битно да има убава публика, убави луѓе на моите настапи, да може мојата цела енергија да ја пренесам на публиката, тие нивната енергија да ја пренесат на мене и тука се ствара Флуид. добра комуникација, да. Така. Кажи ми, она што нешто друго ме интересира е за тие новите песни кои ги спомнаш што ги Добро. подготвуваш. Ќе може ли да се очекува и спот за некоја од нив? Значи, многу е битно, како што ти кажам, да најдам добра екипа, финансиски да ги плати едноставно тие спотови. Јас со тај спот финансиски нема да имам ништо ќар ни па авторот. Едноставно да се најдат добри спонзори, да се направат квалитетни спотови, така мислам дека е најдобро да се презентира песна со комплетно со спот, бидејќи имав после Макфест имав 3-4 песни мои кои што ги направив онака чисто со слика на YouTube стојат. Но исто се добро слушани, дури сум изненаден бидејќи нема спот, така нас е буквално мислам дека на оваа денешница наша е побитно каков е спотот кој има во спотот. Значи Дали има девојки? дали има девојки разголени, не знам, не е Да, битно, да. значи За луѓето да прво го привлече гледат внимание. тоа. Тоа Да. привлекува повеќе внимание, значи како што ти кажа, тоа е реклама на некој начин. А после тоа ја слушаат они и чекај оваа добра песна, пак ја слушнем и после веќе кога сватат дека песната е подобра од спотот, ја слушаат само песната, спотот него не гледаат. Но најпрво и многу битно е да имаш добар спот за песната. Да. Ако ја Визуелно презентираш се само привлекува. така, може да се врти на радио многу, моите песни се вртат доста на радијата во Македонија, но мислам дека за да имаш поголем публицитет треба добар спот. Реклама исто така спомна. Па најдобра реклама во последно време Facebook. Па Facebook е само за реклама, значи. Нели? Тоа јас си го користам доста Facebook за реклама, објавувам цело време кај ќе Па имаш и пеам. неколку профили. Па имам два доколку се профила и една сеќавам, фан да. страна, да. Морав да направам уште еден профил, бидејќи на тој првиот веќе ги максимум пријатели имам и морав да направам уште еден за да можат сите што сакаат да ме имат за пријател и јас што сакам нив да ги имам за пријатели, да ги додадам и да комуницирам.
Што е она што го планираш за иднина? Нели освен подготовката на овие нови песни? Па, како што ти кажа дека сум фокусиран кон ноќните настапи и тоа го гледам моја иднина едноставно, а сето ова што ќе дојде освен тоа, значи со нова песна, со нов спот, се ќе биде добро дојдено и уште поубаво и за мене и за целата македонска јавност. Со кој ги подготвуваш песните? Песните имам 3-4 песни, како што ти кажав, со композиторот од Кавадарци, Столе Аврамов. Тие песни стоат така, а се доста квалитетни и знам дека ќе дојде добро време за сите песни. Значи имам околу 5-6 песни и тие се 3-4, значи може право и со еден албум, деби албум да бидат презентирани на сите луѓе. Си размислувал ли во последниве години, ако нешто сакаш да постигнеш, да имаш нешто? Луѓето најчесто кредит имаат. Замисли да подигнеш кредит за да издадеш албум. Тоа е нешто што би било многу апсурдно. Тоа е многу ризично пред се, да подигнеш кредит, да правиш албум. Мислам тоа на крај памет не ми Апсурдно е. е, чисто како идеја некоја Не ми е текнало на крај Со памет. тоа што ете и самиот кажа дека голем број од да речам бизнисмените овде во Македонија не сакаат да инвестираат Па има во некои што сакаат, македонската значи музика. има пеачи што се добро покриени со доста спонзори, значи Поддржани, знаеме да. во Македонија сепак има многу квалитетни пеачи, како што ти кажав, што имаат добри спонзори и што ги цело време рекламираат, но тоа е како бубањ се направи и цело време значи не сакаат и самите спонзори да се шират многу. Ако почнат да дават на сите, значи нема да знаат и они главата кај е. Јас ги разбирам и тие. И тоа е, значи така. Ајде да се надеваме дека во најскоро време ќе Па да се надеваме, значи И еве можеби оваа емисија некого ќе поттикне па да рече чекај дај ќе Па, инвестирам јас што во знам се, Зоки тоа е. или квалитетен Дај Боже, пејач. дај Боже, дај Боже, дај. Можеби така да се надам дека тие песни мои што стоат сега, дека ќе бидат добро презентирани и тоа е. Ќе одиме сега со краток джингл, а веднаш после джинглот акапела ме вете. Океј. Джингл. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Еве се надам дека ова беше солидно. Одлично беше. Уште едно подстување на Макфест, Трајче Манев. Уште едно подсетува повеќе. Нели тој победи со го оваа спомнавме песна. Макфест доста пати. Доста пати. Се надевам дека понатаму повторно ќе те видиме на Макфест, ќе проценат Па тете подобро е да ме комисије, видите тете- со нешто квалитетно, отколку на значи било каде да е, без разлика дали на Макфест, дали на друг фестивал, дали на YouTube со квалитетна песна, најдобро е да биде квалитетно, без разлика кај ќе биде презентирано. Праша дали беше добро, она што приметив додека ја пееше песната е дека уживаш во песната, тоест многу ретко, колку пејачи имам гледано и на телевизија и вака во живо кога пеат, многу ретко пејачите мижат и се соживуваат со текстот додека Па добро, се ова емисија, знаеш, и мора да ако испееш така на ти што ми ја нема да звучи. И без тоа и песната е таква емотивна што мора на некој начин така да. Значи тоа е буквално, мислам дека од Макфест најдобриот Evergreen. Има многу, но тоа е според мене во топ 3 еве. Сонце за три светови исто добра песна, како што е спомна вашиот камерман, Трајче Манев и не знам свирите Зајди и таа од Макфест. Има многу песни има од Макфест. Кој да ти каже Ивана исто испее на Кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже Ивана, каква е ова рана.
кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам, кој да ти каже Ивана, каква е ова рана. Одлично. Еви, ова беше гратис. Одлично, ова гратис, да. Ова беше Бевме гратис, договорени да. за еден анплак, ова беше гратис. Ти благодарам многу за оке што Благодарам беше на вас. влагол. Благодарим нас на поканата, се надам да ќе се видиме наскоро со нова песна и добро спотче, Да. ќе биде презентирано и на вашата и на сите други телевизии. Може да ги промовираме, еве, ексклузивно во Може ексклузивно, не е Влагол. проблем, да биде сето добро, да се заврши посакувам прво. успех. Прво продуктот е битен да се заврши добро. Рекламата е секако најбитна, но битно е да имаш добар продукт за да имаш и добра реклама. Ти посакувам успех во сето на што си го Исто и јас замислил. на вас и на вашата Благодарам. телевизија. И на тебе лично. Да Благодарам имаш се многу. подобри емисии. Ти благодарам многу. Сега е пред крајот на емисијата, одиме со едно селфи. Фотографија за успомени долго Фотографија за сеќавање Facebook. до наредното видување. Ајде да правиме едно селфи. Тоа е модерно, нели? Да. Тоа е на некој начин заштитен знак на оваа емисија.